сенката. Госпоѓа Дарлинг вреснала и во тој момент, како одговор на звонење, вратата се отворила. И Нана влегла во собата, враќајќи се од вечерната прошетка. Ржејќи се нафрлила на момчето, но тој летал надвор преку прозорецот. Госпоѓа Дарлинг повторно вреснала, овој пат престрашено, мислејќи дека се убил, па истрчала на улица да го бара кутрото момче, но него го немала. Погледнала нагоре и во темната ноќ видела само еден метеор. Барем така помислила. Се вратила во детската соба и видела дека Нана држи нешто во забите. Тоа било сенката на момчето. Рипајќи преку прозорецот, Нана му била веднаш за птиците. Не успеала да го фати, ама неговата сенка не успеала да излезе. Прозорецот со тресок се спуштил и така ја пресекол. Госпоѓа Дарлинг внимателно ја разгледала сенката, но тоа било само една обична сенка. Нана воопшто не се колебала што треба да направи со сенката. Ја обесила на прозорецот мислејќи: сигурно ќе се врати по неа, да ја ставиме некаде каде што лесно ќе може да ја дофати без да ги вознемири децата. За жал, госпоѓа Дарлинг не можела туку така да ја остави да виси на прозорецот. Премногу личи на алишта, што се сушат, а тоа го нарушувало угледот на куќата. Помислила да му ја покаже на господин Дарлинг, но тој токму тогаш ги пакувал зимските палта на Џон и на Мајкл со мокра крпа околу главата за да си ги разбистри мислите, па помислила дека не е во ред да му пречи. Освен тоа, знаела точно што ќе рече. Тоа е зашто за гуверната имаме куче. Затоа одлучила да ја спакува сенката и внимателно да ја заслонила во фиока да причека поволен момент да му каже: ох, тешко мен. Една недела подоцна се укажала поволна можност. Оној незаборавен петок, се разбира, бил петок, морав да бидам особено внимателна, зашто беше петок. Подоцна му велела на својот сопруг дека можеби Нана било од другата страна држејќи ја за рака. Не, секогаш велел господин Дарлинг, тоа е моја вина. Јас, Џорџ Дарлинг, го сторив тоа. Меа кулпа. Тој имал класично образование. И така следеле ноќи и ноќи, сеќавајќи се на тој кобен петок, додека во умот не им се запечатиле сите подобрности и не пробиле од друга страна како ликови на лоша монета. Не требаше да ја прифатиме поканата за вечера во бројот 27, велела госпоѓа Дарлинг. Не требаше да го истура мојот лек во чинијата на Нана, велел господин Дарлинг. Требаше да глумам дека ми се допаѓа лекот, велеа влажните очи на Нана. Мојот мерак за забава, Џорџ. Мојата кобна смисла за хумор, драга моја. Мојата склоност кон шегување, драги мои господари. А тогаш, еден од нив, а понекогаш и сите, ке не можеле, а тоа ја терало Нана на помислата. Навистина не требаше да земат пес за гуверната. Честопати господин Дарлинг со шамиче ке ги избришил солзите. Тој зол дух, ке извикал господин Дарлинг, а лајашот на Нана бил одек на тој извик. Но госпоѓа Дарлинг никогаш не го кудела Петар. Во десниот агол од низините усни имало нешто што не дозволувало да се зборува лошо за него. Седеле така во празната детска соба, сеќавајќи се на најсилните подобрности на таа страшна вечер. А се почнало толку обично. Како и стотина други вечери, Нана налеала вода за да го капе Мајкл и на грбот го однела до кадата. Не сакам да спијам, викал Небаре уште да верува дека неговиот збор е конечен. Не сакам. Нана, па уште не е ни 6 часот. О, Нана, нема веќе да те сакам. Ти велам, не сакам да се капам. Нема. Дошла госпоѓа Дарлинг облечена во бел вечерен фустан. Се облекла порано зашто Венди многу сакала да ја гледа во вечерниот фустан, со герданот што ја го подарил Џорџ. На раката ја носела бразлетната од Венди и ја замолила да ја позајми. А Венди многу сакала да ја позајмува својата бразлетна на мајка си. Госпоѓа Дарлинг ги затекла своите две постари деца како си играат мајка и татко во таа природа. Џон рекол: драго ми е што морам да ви известам, госпоѓа Дарлинг, дека сега сте мајката. Во истиот тон, како што господин Дарлинг би го изговорил истото. Венди скокнала од среќа, исто како што тоа би го направила госпоѓа Дарлинг. А тогаш се родил Џон. Со уште голема помпа, која сметал тој му припаѓала зашто е машко, па Мајкл излекол од бањата и побарал и тој да се роди. Но Џон грубо му рекол дека не сакаат повеќе деца. Мајкл речиси се расплакал. Мене никој не ме сака, рекол.
А тоа се разбира, дамата во вечерен фустан не можела да го поднесе. Јас те сакам, рекла таа. Јас толку многу те сакам и сакам да имам трето дете. Момче или девојче, прашал Мајкл, без многу надеж во гласот. Момче, тогаш што искокнал во незината преградка. Тоа било нешто многу беззначајно за господин и госпоѓа Дарлинг, но што е Нана се сеќава, не беше толку беззначајно ако тоа не беше последната ноќ на Мајкл во детската соба. Продолжуваат сеќавањата. Тогаш јас влетав како торнадо, нели? Ќе речеше господин Дарлинг, чувствувајќи презир кон себе. Навистина влетал како торнадо. Може би и за него можеме да најдеме некој оправдување. Тој исто така се подготвувал за забавата и се одвивало во совршен ред, додека не дошло на ред вртоврската. Сега ќе кажам нешто што навистина ќе ве вчудо не види. А тој човек, иако се разбирал во хартија од вредност, никогаш не успеал да се справи со вртоврската. Понекогаш таа ќе му се покорела без опирање, но во некои пригоди за мир во куќата ќе ја проголтал својата корделивост и ќе ја ставил вртоврската на ласти. А ова била токму една од тие пригоди. Брзо влекол во детската соба со стуткана вртоврска во раката. Што се случува, мил татко? Што? Гласно извикал. Вртоврската не сакала да се врзе, станал опасно зајадлив. Не околу мојот врат, а околу рамката од креветот сак. Да, 20 пати ја врзав околу рамката од креветот, а околу вратот никако. О, не, драга, да му се сневиди. Помислил дека тоа на госпоѓа Дарлинг не ја оставило особено силен впечаток, па строго продолжи. Мајко, морам да те предупредам. Ако оваа вратоврска не ми се најде околу вратот, вечерва не ќе можеме да одиме на вечера. А ако не отидеме на таа вечера, никогаш нема да отидам во канцеларијата. И ако никогаш повторно не отидам во канцеларијата, ќе умираме од глад и нашите деца ќе се најдат на улица. И покрај се, госпоѓа Дарлинг била спокојна. Дозволете ми, драги, да се обидам, рекла. А тој токму тоа сакал да ја замоли, па таа со своите фини студени прсти го ја врзала вртоврската, додека децата стоеле наоколу гледајќи како се решава нивната судбина. Некој друг маж би негодувал што неа толку лесно и поаѓа од рак, но господин Дарлинг по природа бил премногу фин. Небрежно и се заблагодарил веднаш заборавајќи на својот бес. Следниот момент веќе танцувал низ собата со Мајкл на плеките. Колку бесно лудувавме, рекла госпоѓа Дарлинг сеќавајќи се. Нашето последно лудување, промрморил господин Дарлинг. О, Џорџ, се сеќаваш како Мајкл одеднаш рече. Мамо, а како се запознавме ние? Се сеќавам, беа толку сладки, Џорџ, нели? И беа наши, а сега веќе ги нема. Лудувањето престанало кога влегла Нана, а тогаш господин Дарлинг за среќа се судрил со неа. Па панталоните му биле цели со влакни. А тие панталони не само што му биле нови, туку му биле први така со шишири. Па морал да ги гризе устните за да не му потечат солзи. Се разбира, госпоѓа Дарлинг го исчеткала, но тој пак почнал да зборува за тоа како сгрешили што зеле кучка за гувернатор. Џорџ, Нана е вистинско злато. Не се сомневам, но понекогаш имам непријатно чувство дека во нашите деца гледа кученца. О, не, миличок, сигурно сум дека знае дека се човечки суштества. Се прашувам, одговорил господин Дарлинг замислено. Понекогаш се прашувам. Сега е вистинска пригода, помислила жена му да му каже за она момче. Но тоа тој во првиот момент презриво одговорил. Но кога му ја покажала сенката, длабоко се замислил. Не е од некој што го познавам, рекол внимателно, разгледувајќи ја, но очигледно е од некој никаквец. Се сеќаваш? Уште дискутиравме околу тоа, рекол господин Дарлинг, кога влегла Нана со лекот за Мајкл. Никогаш веќе нема да го носиш шишето во уста, Нана. Тоа е моја грешка. Иако бил особено силен маж, несомнено кога бил во прашање лекот се однесувал мощне будалество. Ако воопшто имал некаква слабост, тоа било уверувањето дека цел живот храбро пил лекови. Затоа сега, кога Мајкл се повлекувал пред лажицата во муцката на Нана, прекорно ќе рече: Мајкл, биди машко. Нема, непослушно плачел Мајкл. Госпоѓа Дарлинг излегувала за да му се донесе чоколада, а господин Дарлинг сметал дека тоа е знак за недостиг на решителност. Мамо, немој да го разгалуваш, викал по неа. Мајкл, кога јас бев мал, пиев лекови без приговор, велев. Благодарам, драги родители, што ми давате лекови за да оздравам.
Тој навистина верувал дека тоа е вистина, но во тоа поверувала и Венди, која била во ноќница за да го охрабри брата си и рекол: лекот, тато, што понекогаш го земаш, сигурно е многу погрозен, нели? Многу погрозен, рекол господин Дарлинг смело. И сега ќе го земев, само за пример, Мајкл да го немав изгубено шишенцето. Всушност, не го имал изгубено, туку среде ноќ се качил на скраденецот и таму го скрил, но не знаел дека совесната Лиза го нашла и го вратила назад на мијалникот. Тато, знам каде е, викнала Венди секогаш среќна што може да помогне. Ќе го донесам. И излегла пред тој да стигне да ја запре. Веднаш, на чуден начин, се онерасположил. Џон, рекол, стресувајќи се, тој лек е вистинска кнасотија. Толку е непријатен, слузес и сладок. Но тато, се ќе биде брзо готово, рекол Џон весел. А во тој миг, во собата се втурна Венди со лекот во чаша. Трчав колку што можев побргу, рекла задишано. Беше брза како ветар, одговорил татко и љубезно погодувајќи ја како со стрел. Прв Мајкл, рекол тврдоглав. Првин тато, одговорил Мајкл, кој по природа бил недоверлив. Знаеш дека кога ќе се разболам, рекол господин Дарлинг со предупредувачки тон. Ајде, тато, рекол Џон. Замолчи, Џон, промрморил татко му. Венди била збунета. Мислев, тато, дека ти само онака... Не станува збор за тоа, одвртил тој. Туку во мојата чаша има повеќе отколку во лажицата на Мајкл. Неговото гордо срце за малку ќе експлодирало. И не е фер. Го велам тоа, па дури и да пукнам, не е фер. Тато, јас чекам, рекол Мајкл ладнокрвно. Убаво од тебе што велиш дека чекаш, и јас чекам. Тато се плаши. Не, туку ти се плашиш. Јас не се плашам. И јас не се плашам. Тогаш испи го. Па ти испи го. Тогаш Венди добила одлична идеја. А зошто и двајцата да некој испиете во исто време? Може, рекол господин Дарлинг. Мајкл, дали си подготвен? Венди броела. 1, 2, 3 и Мајкл го испил својот лек, но господин Дарлинг го скрил зад грбот. Мајкл бесно вреснал, а Венди извикала. Ох, тато, што ти значи тоа, ох, тато? Прашал господин Дарлинг. И доста со карање, Мајкл, сакав да го испием, но утнав. Начинот на кој го гледале сите тројца бил страшен. Не бара воопшто не го почитуваат. Слушајте ме сите тројца, рекол тој, молежливо што Нана отишла во бањата. Смислив еден штос. Лекот ќе го истурам во чинија и таа ќе го испие. Ќе мисли дека е млеко. А лекот бил бел како млеко, но децата ја немале смислата за хумор како нивниот татко. Па додека го истурал лекот во чинијата на Нана, тие прекорно го гледале. Многу смешно, рекол тој колебливо, а тие не се осмелиле да го издадат кога се вратила госпоѓа Дарлинг и Нана. Нана, добро куче, рекол и го поголил кучето по грбот. Ти ставив малку млеко во чиничето. Мавтајки соопашот, Нана потрчала и почнала да го лиже. Па го погледнала господин Дарлинг со таков поглед, не налутено, му ја покажало на крупна црвена солза поради која понекогаш толку им се сожалуваме на расните кучиња, па си легнала во својата куќичка. Господин Дарлинг ужасно се посрамоти, но не попуштил. Во таа непријатна тишина госпоѓа Дарлинг го помирисала чиничето. О, Џорџ, рекла, па тоа е твојот лек. Тоа беше само шега, викнал тој. Додека таа ги тешала децата, Венди ја гушкала Нана. Залуден, рекол тој. Огорчено се мачам како без да внесам малку веселба во куќава. Венди продолжувала да ја гали Нана. Само ти гали, ја извикал, само гали. А кој ме гали мене? По ја волите не. Јас сум тука само за да заработувам пари. Зошто мене некој би ме галил? Зошто? Зошто? Џорџ, рекла госпоѓа Дарлинг молежливо. Не толку гласно, ќе те слушне слугинката. Некако се беа навикнале Лиза да ја викаат слугинка. Само нека ме слушне, одговорил тој грубо. Нека дојде и целиот свет, но нема да дозволам повеќе тој пес да царува во мојата детска соба ниту еден миг повеќе. Децата почнале да плачат, а Нана молежливо почекала. Но тој замавнал и ја вратил назад. Почувствувал дека повторно има авторитет. Залудно, залудно, викал тој. Тебе местото ти е во дворот и во истиот час ќе те врзам таму. Џорџ, Џорџ, шепотала госпоѓа Дарлинг. Сети се што ти реков за она момче. А тој ни да слушне. Беше решил да покаже кој е газда во куќата. Па кога Нана од куќичката не можела да ја извлечат со наредба,
ја измамил со сладки зборови, па грубо ја зграпчил и ја извлекол од детската соба. Се срамел од себе што го прави тоа, но сепак го направил. Тоа се должело на неговата чувствителна природа што копнеела за почит. Кога ја врзал во златниот двор, утриот татко отишол и седнал во ходникот, со рацете преку очи. Во меѓувреме господја Дарлинг во необичаена тишина ги легнала децата во постела и им ги запалила ноќните лампи. Ја слушнале Нана како лае и Џон почнал да цимули. Тоа е зашто тато ја врза во дворот, но Венди била поумна. Нана не лае така кога е несреќна, рекла претпоставувајќи што ќе се случи. Така лае кога насетува опасност. Опасност? Сигурна ли си, Венди? О, да. Господја Дарлинг неспокојно се доближила до прозорецот. Бил цврсто затворен. Погледнала надвор. Небото било преполно со звезди. Се роеле околу куќата, не баре сакаа да видат што се случува таму. Но таа не го забележала тоа. Ниту пак дека една или две звезди намигнуваат. Сепак, безимен страф го стекал срцето и таа извикала. О, колку би сакала да не одам на таа забава вечерва. Дури и Мајкл, кој веќе тонал во сон, сватил дека мајка му е вознемирена, па прашал. Може ли нешто да ни се случи, мамо, дури и кога лампите се запалени? Ништо, миличок, рекла таа. Очите на мајката се секогаш со вас да ве чуваат. Одела од кревет до кревет, пеејќи волшебна приспивна песна. А малиот Мајкл ги обвил рачињето околу неа. Мамо, извикал, колку те сакам. Тоа биле последните зборови што ги слушнала од него, а ќе помине долго време кога повторно ќе ги слушне. Бројот 27 на неколку чекори од нив, но имало мала снажна покривка, па мама и тато Дарлинг газеле внимателно да не ги намократ челите. Сега веќе биле сами на улицата, а звездите ги темнееле. Звездите се прекрасни, но не можат активно да учествуваат, туку само да наблюдуваат. Тоа е казна за нешто што одамна го направиле, така што ниту една од нив не знае што било тоа. Затоа старите добиле стаклен поглед поради тоа што ретко зборуваат. Затоа треперењето е говор на звездите, додека младите се уште се вчута невидени. Не биле многу пријателски настроени, Петар. Затоа тој умел палаво да им се прикраде одзади и да дува во нив за да ги згасне. Но тие толку сакале да се забавуваат, што таа ноќ биле со него и одвој чекале возрастните да заминат. Така, штом на вратата од бројот 27 се затворила, зад господин и господја Дарлинг, небесниот свод се разбренил и најмалата звезда во Млечниот пат извикал. Сега, Петар,